Систина офталмологија е првата приватна и единствена очна болница во земјава, која нуди интегрирана и континуирана грижа на пациентите на целата територија на земјата преку следење и координација на состојбите на своите пациенти меѓу оперативниот центар во Скопје и своите дијагностички центри. Дијагностичкиот центар во Куманово, лоциран на 3-та македонска ударна бригада, е опремен со најсовремена опрема и технологија, која на тимот офталмолози им овозможува да воспостава точни и навремени дијагнози, како и прецизни планови за лекување и следење на оперативниот третман во координација со протоколите и стандардите на центарот во Скопје. Операција на катаракта, односно перде, е една од најчестите операции кои што се изведуваат во болницата. Катарактата, односно заматување на природната леќа, и покрај тоа што може да биде причина за губење на видот, само со еднодневна процедура ќе биде минато. Со модерната хирургија со операција на катаракта се отстранува и диоптријата. Кои се симптомите на катаракта? Како се дијагностицира? Дали прегледот и операцијата може да се направат во ист ден? И уште многу корисни информации и стручни совети ќе слушнете од доктор Елизабета Спасик, специјалист офталмолог и хирург во Систина офталмологија. За почеток би кажала дека катаракта се уште во нашата држава и да кажам во понеразвиените земји е број 1 причинител за слепило. За среќа е реверзибилна болест, што значи дека постои таков третман да после оперативниот запад видната острина се врати на почетна состојба, така да во поразвиените држави не е број 1, меѓутоа и таму се уште е голем причинител за слепило. Што подразбира катаракта? Ако во анатомската структура на око замислиме дека окото е составено, грубо да кажам, од два дела. Едниот дел се оптичките медиуми, кои се заслужни за они учествуваат во проведување на светлината до централниот дел, односно до ретината, до макулата конкретно, каде што се ствара сликата. Ако тие медиуми, тука спаѓа рожницата, тука спаѓа природната леќа и стакластото тело, ако не се провидни, они не ја пропуштаат светлината во доволна количина и тогаш пациентите имаат најразлична симптоматологија во заматување на видот, во намалена видна острина. Конкретно сега ќе зборуваме за природната леќа, која може да биде заматена од најразличити степен, меѓутоа какво и да е заматувањето, дали е тоа почетно, дали е централно, дали е периферно, сите тие заматувања ние ги диагностицираме како катаракта. Некои од нив може да дадат промени во видот и пациентот да го почувствува тоа, некои заматувања може долго време да останат такви, без некоја симптоматологија. За катаракта и ден денес не постои конкретен фактор за кој би кажале дека тоа што ја предизвикува. Меѓутоа најчесто тоа е староста. Значи затоа викаме сенилната катаракта е најчесто и застапена. Други причинители може да бидат некои системски заболувања, како што е диабетот, така и диабетот. Доста често катарактата се појавува предвремено, односно кај помладата популација. После 45-та година знае да се појави после 50-та. Некоја системска терапија која се користи, исто може да биде еден од причинителите за катаракта, како што се кортикотерапија, предвремено дава заматување на леќа. Може да биде вродена катаракта, значи некаде во периодот на до 3 месеци, првото тромесечие од бременост, што се смета како период на органогенеза, и период кога што рубеолата знае да направи катаракта, па да има новороденче со вродена катаракта. Тоа се генерално причинителите за да се појави заматување од најразличит тип на леќата. Поради тоа што не е едно унифицирано заматување, поради тоа што постојат најразличити, затоа имаме и широка палета на симптоми на кои пациентите се жалат. Понекогаш што е намалена видна острина,
понекогаш тоа се разни типови на заматувања. Им смета некогаш ноќно светло, па имаат тие халоа околу возачите, често околу светла на вештачка. Кога поминуваат, кога се разминуваат со друга кола, вештачкото светло исто знае да смета и тоа се тие некои први причини поради кои пациентите доаѓаат кај нас и се жалат, например. За среќа, катарактата е, како што рековме, доведува до иреверзибилен губиток на видот, односно, за жал морам да кажам една информација која за пациентите може ќе ги разочара, не постои друг третман на катаракта. Нема некои капки што ќе капеме, нема некоја терапија да пиеме, некои лекови па да излекуваме. Катарактата се лекува исклучително оперативно, со хируршки зафат. Во денешно време многу софистицирана метода на операција, така наречена операција на мал рез, буквално на 2,2 мм до 2,4 мм ние влегуваме со инструменти. Со ултразвук ја разбиваме таа заматена природна леќа и ја усисуваме, ја шмукуваме и на самото тоа место вградуваме вештачка леќа. Постои широка палета на вештачки леќи кои во нашата болница Систина се вградуваат. Јас ќе ги поделам на неколку типа, само за да им приближам на пациентите, бидејќи крајниот исход на операцијата, значи техниката е таа, факоемулзификација, хирургија на мал рез. Меѓутоа, крајниот исход и комфорот на пациентот после операција и задоволството на пациентот не е ист во зависност од тоа каква леќа ќе вградиме. Прво би сакала да кажам дека постојат монофокални леќи. Тоа се леќи кои ги вградуваме и при тоа пациентот после операција добро гледа надалеку, меѓутоа за блиско му требаат очила. И тука постојат леќи кои се народски кажано да кажам, едни се бели леќи, едни се жолти, тие се жолтите се поприродни, поприближни на природната леќа и имаат UV филтер, голема работа за многу вредно за окото на пациентот затоа што со самото тоа има филтер од сончевото зрачење, од вештачкото светло, па ја штити макулата, односно центарот за јасно гледање од дегенеративни процеси кои во денешно време се многу застапени и тоа се монофокалните. Постојат во денешно време за среќа и кај нас многу застапени бифокални леќи. Тоа се леќи со кои пациентот може да гледа добро надалеку и има продолжен фокус и добро гледа на 40 см. Тоа им е доволно на пациентите да немаат потреба од очила за читање, баш за некои ситни, најситни бројки, може некојаш да си припомогнат, ама генерално во секојдневната пракса немаат потреба така. И тоа се исто така жолти леќи, со жолт филтер што ние викаме, и го штитат очното дно. Тоа е предноста на бифокалните, а софистицирани и најдобри, да кажам, леќи се мултифокалните. Тоа се трифокални леќи, така наречени. Тоа се леќи со кои, после откако ќе ги вградиме, пациентот добро гледа надалеку, го има тоа добро средновидно поле, значи компјутер, тоа во денешно време што најмногу користиме, и одличен е видот за читање на најситни букви. И тоа најчесто ги препорачуваме, поготово кај помладата популација, која е работоспособна, која во секојдневниот живот, значи користи компјутер, телефон, така да тоа е предноста на бифокалните и мултифокалните. Значи нема потреба од очила, нема потреба од помагала, окото гледа како пред операција. Најпрво пациентот доаѓа поради симптомите кои ги има. Значи дали намалена видноострина, дали му смета вештачкото светло. И прв чекор е да видиме колку реда, народски кажано, колку реда гледа секое око поединечно. Имаме табла, таа табла проверуваме прво на видноострина. Следен чекор е клинички преглед на широка зеница. Значи, му капеме капки, ја шириме зеницата, со самото тоа веќе ни е достапна целата леќа за преглед и при тоа можеме да видиме каде точно е заматувањето. Прегледот го правиме на биомикроскоп, со процепна лампа така, со светло, и при тоа диагностицираме за каков тип на катаракта се работи.
Дали е тоа нуклеарна заматена во самиот центар на леќата, дали е тоа на задна капсула, дали на предна капсула. И исто така многу битно, ние, бидејќи пациентот, кој ќе му се диагностицира катаракта и кој ќе му се објасни дека следува интервенција оперативна, многу е битно да дадеме прогноза како ќе биде видот постоперативно. За тоа треба да направиме и додатни испитувања, исследувања и да видиме во каква состојба е целото око. Дали има некои промени на очното дно, на макула, на очниот нерв. Тука многу ни помага диагностичката метода оптичка кохерентна томографија, која во секое време ни е достапна во нашиот диагностички центар. И со една таква снимка ние имаме увид во состојбата на задниот сегмент на окото. Користиме и ехографија, да видиме какви се другите, тоа е стакластото тело како еден од провидните медиуми, дали има некое крварење, дали има некое заматување во стакластото тело, кое би ни после дале проблеми постоперативно во видот на пациентот. Тоа се генерално, да кажам, и правиме биометрија во тој, да кажам, преглед за предоперативен преглед на катаракта, правиме биометрија, односно мериме диоптрија на леќа која треба да ја вградиме. За вградување на леќи кај деца, ако зборуваме за вродена катаракта. Да, вродената катаракта, ако го засега видот, значи ако е централна, ако е доволно заматена, тогаш веќе, да кажам дека и во првите месеци се работи операција на катаракта. Значи да се во првите месеци се вади природната леќа да не биде бариера за да не се развива видот. Во подоснежните години да, некогаш вградуваме леќа веднаш после операција на конгенитална катаракта, некогаш се пролонгира малку тој период, па се вградува може покасно, за да не, бидејќи окото на детето е мало и некогаш има и потреба да се таа леќа, да кажам, да се реимплантира, така да тоа е еден така сложен процес.